Државниот инспекторат за животна средина повторпат од општина Штип бара да се одземе интегрираната дозвола на фирмата Сансага, која на неколку километри од целата Пенош и Софиларија користи отпадни гуми за да произведе течно гориво. Извештајот од инспекторатот до општина Штип, кој се на растојание од само 80 километри, патувал повеќе од еден месец. На денешен ден добив допис кој што е влезен во општина Штип и ми е доставен до мене како соработник за заштита на животна средина. Инаку дописот е од Државен инспекторат за животна средина, во кој се споменува дека е направен вореден инспекцијски надзор на ден 6.2. од 23 година од страна на Државен инспектор за животна средина и општински инспектор на животна средина, при кој се констатирани, на лице место е констатирано на самото лице место од увидот со состојбата. Директорот на Државниот инспекторат за животна средина Сретен Стојковски на 17 февруари на пресконференција посочи дека инспекторите имаат увидено низа неправилности. Стојковски тогаш изјави дека и по извршен надзор од Царинската управа на нивен производ без декларација и сертификат за состав биле земени мостри и утврдено е дека се токсични за луѓето и за околината. Од анализите што ги добивме од Царинската управа, односно од Институтот МОЛ Белград, покажува дека се работи за опасен отпад. Инспекторите откриле неправилности кај интегрираната дозвола на Сансага, зашто е издадена на парцела предвидена за пасиште и дека е без гранични вредности за емисии во воздух. Затоа, како што рече Стојковски, инспекторатот повтор пат бара од општина Штип преиспитување на дозволата. Од два иницијативата пак дополнуваат и дека во јуни 2021 и Државниот пазарен инспекторат доставил допис до Инспекторатот за животна средина за покренување постапка за одземање на лиценца на Сансага поради производство на производ кој го декларираат како мазут, а не соодветствува со параметрите на мазут, што е спротивно на правилникот за квалитет на течни горива.